Добро вечер во уште едно издание на емисијата Во фокус. Овој пат со нас Владанка Вировиќ, поранешен пратеник во Собрание на Република Македонија. Добро вечер и ви благодарам што се одзвавте на поканата за присуство во оваа емисија. Добро вечер и на вас и вашите колеги во студиото. Добро вечер и за сите оние кои што ја следат оваа емисија. Посебно чувствувам задоволство што сум повторно со вас заедно и се надевам дека граѓаните кои што ја следат оваа емисија ќе имаат пријатна вечер со нас и ќе можат да ги споделат нашите размислувања што ние како поранешни пратеници и членови на политички партии размислуваме околу актуелните состојби во земјата. Така, што до изборите, што ќе бидне после изборите, ова е прашањата на кои што ќе се фокусираме вечерва, она што е конкретно и прашање кое што сите го наметнуваат, што виси во воздухот, ако може така да се нарече, дали навистина ќе имаме избори. Иако потписниците на Пржинскиот договор, представници на 4 најголеми политички партии во државата се обврза, исполнија услови и распуштен е парламентот. Јас вака би почнала. Прво, на 11 декември мора да има избори заради доброто на граѓаните на оваа држава. Заради незината стабилност, заради стопанскиот живот во оваа земја, заради странските директни инвестиции, заради смирување на состојбата и повторно да влеземе во еден континуитет каде што граѓаните нормално ќе живеат, граѓаните нема да се прашуваат што ќе се случува во наредниот период. И тука треба да расчистиме една дилема. Кажуваме секогаш 4 политички партии што се договорија, што е точно, ги наметнуваат своите договори, потоа да се преточуваат во решенија во парламентот, во законски решенија и така натаму. Овој пат, по трет пат, се надевам дека никому нема да му падне на памет да направи нешто надвор од она што е решено во парламентот, а тоа е да има избори. Повеќе враќање нема назад и секој обид да се дестабилизира состојбата пред изборите или за време на изборите од некоја од политичките партии ќе значи дека се сака да се донесе Македонија во дестабилизација, во една состојба каде што веќе со политички средства не можеме да ја контролираме и затоа е многу битно да бидат на 11 декември фер, демократски избори, партиите да си се спремат соодветно, да си настапат пред своите гласачки тела, да понудат своји програми, да се донесе во еден колотек нормален, како сите држави, како и во минатото, што знаевме да го направиме, бидејќи Македонија со тоа ќе покаже зрелост. Ние сме зрела демократија, надвор од она што се обидуваат некои да не прикажат дека сме држава во која што не владее демократија, демократски процеси, што сметам дека не е точно. Сметам дека многу работи кои што се пренесуваат не се на такво ниво на кое што се сака да се прикаже Македонија. Во Македонија постои и демократија, постои и медиумски простор за сите кои што сакаат да се произнесат за своите политички ставови. Македонија живее со свој стопански живот, Македонија се развива, во Македонија и се вработуваат. Македонија не е еден изолиран остров кој што е надвор од колотекот на останатите земји. Ние ги живееме сите оние проблеми кои што ги живеат и останатите европски држави. Ние ги живееме сите проблеми кои што ги живеат граѓаните во европските држави, бидејќи се под притисок на европска криза која што ја девастира економијата, која што произведува голема маса на невработени луѓе, кои што државите се обидуваат на свој начин секоја од нив да си ги разреши тие економски проблеми внатре, меѓутоа и надвор во самата Европска Унија. Сето тоа се рефлектира во Македонија, сето тоа ние мораме исто така во тек да го решаваме. Сега на тоа, замислете, вие се надоградува имигрантската голема криза, која што е проблем за цела Европа, за целиот свет. И Македонија е Македонија е на
првата бариера која што за жал рутата по која се движат тие емигрантски групи, ние мораме да ја контролираме, мораме да во овој момент покажеме таква силина која што нема да ја вовлече Македонија во несакани водотечини, колотечини кои што ќе значат дестабилизација на такво ниво на Република Македонија. Ние сме малку жители, 2 милиона жители, а сите предупредувања кои доаѓаат значат во милионски бројки се движат мигранти кои што бегаат од кризните жаришта, но има и економски мигранти. И сето тоа доведува Македонија и финансиски да чувствува големи последици, и тука мора да се концентрираат и оние кои што ја водат државата, што значи дека оваа политичка криза надоврзана на сите овие проблеми, секако дека ја намалува цврстината на Македонија, незината стабилност ги подкопува темелите на државата. Ако сакате, ние 24 часа мораме будно и Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана да бидат спремни да одговорат на таквите предизвици кои што се пред нас. Во исто време, нашата надворешна дипломатија мора да има толкав капацитет, удвоени сили, со огромни напори да може да ја менаџира оваа криза која што е несекојдневна, која што не се појавува често. Таа во стотици години се брои вакви мигрантски движења со милионски суми, со милионски бројки на народ, кои што од друга страна пак и на нив самите им треба помош. Прашањето е сега на кој начин Македонија може да одговори и дали некој ќе успее да ја помогне во тие напори за да можеме ние да си ја зачуваме пред се државата. Често ја споменувате политичката криза, постојат ли одредени црвени линии на кои што сите потписници на Прашинскиот договор, сите учесници во политичкиот амбиент се сложуваат, особено околу овие вакви прашања кои што се од интерес на нашата држава? Знаете што Прашинскиот договор се прифати играта, да под наводници да кажеме, да се раководи не само од 4 најголеми политички партии, туку и од представниците на меѓународната заедница, како што се викаат. Тоа значи дека се представници на дипломатскиот кораб, пред се мислам на амбасадата на Америка, потоа амбасадорите од Европската Унија, од најголемите земји во Европската Унија, Германија, Италија, Франција и така натаму, кои што активно учествуваат во разрешување на целата оваа состојба. И тука се појавува една ситуација каде што ние треба со сопствени сили да докажеме дека можеме навистина сами. Таа странска помош е добредојдена, меѓутоа ние доколку не можеме самите да излеземе од оваа криза, не може никој да ни помогне. Доколку ние самите тие црвени линии не ги одредиме, дека Македонија се што прифаќа како разрешница на кризата, значи стабилност пред се на граѓаните. Граѓаните мора да бидат сигурни дека државата ни е стабилна, дека редот и мирот во државата мора да се одржува. Сите оние кои што работат во приватниот бизнис мора да бидат сигурни дека нивниот бизнис нема да трпи толку многу колку што во овој момент трпи. Тоа создава нервоза кај граѓаните и пред се кај бизнис заедницата која што се рефлектира и на... За тоа криза мора да се реши. Таа мораше да се реши уште во февруари. За жал, опозицијата не беше во состојба да се доведе во некоја ситуација каде што единствена разрешница е што побрзо да се реши кризата. За жал, ние видовме една ситуација каде што со помош на интервенции од страна на опозицијата, пред се мислам на Социјалдемократскиот сојуз, кој што бараше помош и ја доби таа помош од меѓународните структури, од меѓународната заедница, да се направи чекор назад и заради наводно се уште не комплетирана состојбата во ДИК,
да се најде начин како да се продолжи агонијата. Практично, сакајќи да си помогне самата себе си, да се вовлече и себе си и сите останати, и граѓаните посебно, секторот стопански посебен, приватниот бизнис секако, странските директни инвестиции. Не може да не рефлектираат ваква нестабилност. Секој се прашува до кога ќе трае. Избори повторно одлучивме како представници на граѓаните на 5 јуни. Повторно, со истите методи, се одложи. Ова предизвикува таква несигурност во Република Македонија на било кое ниво, што граѓаните веќе се нестрпливи оваа криза што побрзо да заврши. Она што се наметнува е дека постојано се говори четворицата лидери на големите политички партии, значи се вклучија во разрешување на кризата директно со склучување на договорот од Пржино. Дали бевте информирани како коалиционен партнер и како представник на помала политичка партија и каков беше ставот на помалите политички партии, конкретно на вашата, на социјалистите овде во Македонија? Ние како член на коалицијата за подобра Македонија, каде што ВМРО ДПМН е носечка партија, веќе со години сме коалициони партнери, интензивно бевме информирани за состојбите кои што се случува во Пржино 1, Пржино 2 и така натаму, и не само овие преговори кои што се водеа, туку и помеѓу преговорите се консултиравме за одредени ситуации кои што се наметнуваа во текот на преговорите. Дававме своји предлози, своји идеи како побрзо да се разреши оваа криза. Во некои случаи сметаме дека наметнатата состојба можеби и ќе донесе и до потешкоти во разрешување на истата. Меѓутоа, изричито сметавме дека е потребно се што ќе се донесе да се донесе преку парламентот, да се даде легитимитет. Она за што постојано се залагаме е дека парламентот е тој кој што донесува закони, законски решенија, излез на во кризата, и тој е единствен меродавен кој што го представува народот. Внатре во парламентот, во коалициите се и многу помали политички партии кои што исто така расудуваат, даваат своји сугестии, може да помогнат во разрешување на кризата, и не може без сите тие чинители да се донесе едно квалитетно решение, и затоа поддржувавме секое решение кое што ќе биде разгледувано од 4 политички партии, секако да отиде и преку парламентот, затоа што оваа криза која што е наметната од страна на опозицијата мораше да биде разрешена во парламентот. Иако на почетокот не го прифаќа и признаваа легитимитетот на парламентот, како и многу институции, што сметам дека е навистина една неприфатлива појава во Република Македонија, која што со години веќе ја гледаме од страна на опозицијата, парламентот сепак се доведе во ситуација да се врати опозицијата, да дискутираме за сите работи кои што се случува во Република Македонија. Времето ќе покаже дали е тоа успешно или не. Меѓутоа успеавме преку парламентот да се донесеме во ситуација и да донесеме закони кои што сметаме дека треба да разрешат кризата. И на крај да се распуштиме со консензус. Еве, бидејќи така бараше опозицијата, не беше спремна да се распуштиме како што беше предвидено во февруари, па потоа во јуни месец. На крај сепак се донесовме во една ситуација каде што преовлада разумот и сите се сложивме дека избори мора да има, бидејќи е непојмливо партија на власт, коалиција на власт да бара избори, опозицијата да не е спремна за избори. Тоа го нема никаде во ниедна земја. Тука рековте дека се слуша, да кажеме, сугестиите на помалите политички партии, конкретно и на вашата. Како беше, да кажеме, во функционирањето со коалицијата? Сега се подготвувате за нови избори, ќе дојдеме и до тоа прашање. Се слушаше ли гласот на помалите политички партии во коалицијата? Ние во коалицијата во која што сме веќе
повеќе од 10 години, бидејќи на повеќе нивоа од 2004 функционираме заедно со ВМРО ДПМН и останатите коалициони партнери кои што се во оваа коалиција. Секогаш даваме сугестии, секогаш имаме програма, се подготвуваме многу сериозно. Коалициониот партнер кој што е со нас веќе кажав долг период, ги прифаќа во голема мера нашите сугестии, особено во деловите од програмата која што е заедничка и со која излегуваме пред граѓаните. Има делови каде што ги застапуваме и нашите интереси. Пред се сакам да кажам, тоа е во областа на земјоделието, во областа на социјалата, каде што ние имаме и своји представници кога се пишуваат програмите, ги даваме нашите предлози и тие предлози се усвојуваат, некој во поголема мера, некој во помала мера. Значи, правиме заеднички напори како да биде подобро за граѓаните. Ние како политичка опција сме лева опција и она што го работиме сметаме дека треба да дојде најпрви на пиедесталот на нашиот интерес, обичниот граѓанин, човекот и неговиот интерес и како да биде подобро за него. И вложуваме напори и се движиме во тие правци во кои што сметаме дека сме одговорни за најголем број на граѓани, а тоа се пред се земјоделците, потоа пензионерите, работничката класа, ранливите категории. Не дека и останатите не се предмет на интерес, бидејќи ние се залагаме за развој на инфраструктурата и инвестициони проекти кои што значат развој на сите градови подеднакво, помали, поголеми. Со еден збор, секогаш нашите сугестии учествуваат во правење на програмата на коалициониот партнер. Така. И се земаат во обзир и некои делови се дури во програмата прифатени. Значи, учествуваме ние и со луѓе, со стручни кадри и тоа е она што не спојува во оваа битка за подобро живење на нашиот граѓанин. Помалку иселување, повеќе вработување. Да се даде на третман на обичниот човек да го скрпи својот живот во текот на месецот од први до први. Имаме голем исчекор напред во тој дел. Што не значи дека ние сме постигнале се, има и негативности кои што треба на време да се согледаат и на време да се разрешуваат. И ние тоа го согледуваме и како проблем се обидуваме навистина постојано да го разрешуваме. Сега се подготвувате ли за избори? Каква е состојбата? Почнавте ли на терен? Ние сме постојано со граѓаните, постојано сме на терен, постојано сме со луѓето. Дали е тоа, зборувам сега за Социјалистичката партија на Република Македонија. Нашите структури во партијата постојано ги следат своите програмски активности. И морам тука да ги истакнам жените кои што работат во партијата дека се особено активни. Тие имаат програма, јас како дел од форумот на жените на Социјалистичката партија, сум задоволна од начинот на кој што приоѓаат на обичните проблеми на граѓаните. Се трудиме да спроведеме акции за семејства кои што се во незавидна состојба, семејства на кои што ми е потребна помош, континуирано. Се грижиме за нашето национално богатство, секогаш сме присутни на терен, согледувајќи каде е потребна нашата помош. За жал, она што се случи во Скопје, зборувам за големите поплави во Црешево, Стајковци и така, голем дел на општината Газибаба. Активно учествувавме во помош на страданите. Секаде кај што можевме да квалитетно да помогнеме, бевме на терен. И ден денеска ние се уште работиме, се уште нашата партија активно е вклучена во разрешување на секојдневни проблеми. За некого се тие мали проблеми, за тие што ги имаат се големи, огромни проблеми. И
Како политичка партија, баш за поплавите се сочини едно воредно координативно тело, каде што на секојдневно ниво се разрешува безбројни ситуации за граѓаните од овие настрадани подрачја. Особено водевме сметка за нашите членови кои што се на ова подрачје во постојана комуникација со нив. Така да тоа е нашиот фокус, да се грижиш за обичниот човек. Не е фокусот за да може да правиш политика за некој што таа политика може би нема да му донесе нешто квалитетно во животот. Јас политиката ја подразбирам како грижа за секој ден, за обичниот човек, за се што фали. И на тоа мора да бидеме насочени сите. Така. Каква е состојбата овде во североисточниот регион со оглед на фактот дека токму овде и нашата телевизија зрачи, каква е состојбата на социјалистите тука? Во овој регион? Секој од овој регион кој што живее во овој регион ќе ви каже дека најголем проблем во овој североисточен регион е иселувањето и можноста да се заживее и да се направат напори како да се опстане на овој во овој регион, како луѓето да преживеат, како луѓето да се вработат, колку е потребно се напор да се обезбеди едно семејство да има нормален живот. Во тоа се состои и нашето залагање. Јас во повеќе изборни циклуси сум баш на овој регион присутна. Дел е во изборната единица 2, дел во изборната единица 3. Карактеристика за сите овие села, градови е дека им е потребна помош во инфраструктура. Значи во 21. век мора да ги удвоиме нашите напори. Не дека и на другите не им е потребно, меѓутоа специфично во овој регион е инфраструктурата да се донесе до таква ситуација брзо, несметано да се движење на луѓето, движењето на стоката, да се создадат повеќе услови, децата да се школуваат во своите градчиња, помали населени места, спортски да заживеат овој регион, за тоа што доколку државата не се грижи за овие обични, кажувам, минимално потребни услови, граѓаните ќе мигрираат према главниот град или ќе бараат излез надвор, бидејќи во 21. век мора овие основни секојдневни потреби да им бидат задоволени и да не се поставува прашањето дали има канализација, дали има водовод, дали има пат, патека, дали имаат згради за учење, дали имаат амбуланта, дали се обезбедени земјоделците навреме да им дојдат од подрачните единици да ги посетат, да им дадат потребни услуги, тие да бидат задоволни, нив да им се дадат сите можни услови за тие да останат на овие простори. Тоа е главната цел, главната заложба и не само на лична, туку и на целата наша партија и на целата коалиција. Вие гледате колку многу во овој период се инвестира во инфраструктурата. Тоа се воредни напори и често јас кажувам дека доколку се инвестира и се задолжуваме за да се направат овие инфраструктурни проекти, Македонија ќе оди напред. Така. Доколку ги немаме овие, да не очекуваме дека ќе има вработување, да не очекуваме дека луѓето ќе останат во своите огништа, туку ќе бараат излез за подобар живот. Се надевам дека е во фокус на вашата, да кажеме, програма која што ќе ја понудите, ќе биде токму овие проекти кои што особено со назнака за североисточниот регион, бидејќи тука покриваме и се разбира се залагаме малку повеќе за овој регион. Па јас да ви кажам, често сме присутни во овој регион, ги знаеме потребите на луѓето. Некаде успеваме да ги разрешиме. Некаде има и недостиг на средства, дел од тие проекти не се готови. Значи, за да се направи нешто, треба да има проект. Ние мораме да се остручниме до тоа ниво, до тој степен, секој микрорегион, секоја
местна заедница треба да се заинтересира, навистина да се донесе проблемот до секое мало населено место, до секоја мала единка и тие кои што го представуваат тој микропростор да дадат свој глас, да дадат свое значение што бараат како приоритет. Само на тој начин ние можеме да внесеме целокупната програма на сите тие микроединки и да направиме една заедничка програма со одредена динамика. Ништо не може да се разреши во еден циклус. Знаете што тоа е долг период. Особено ако не се правело ништо на тој план повеќе десетици години. Ние имаме ситуација каде што североисточниот дел е како заборавен, како да не постоел 50 на години. Сите оние кои што одат на терен гледаат дека порано некоја школа се изградила, сега таа школа веќе не постои или е руинирана. Децата се одат во поголемите места. Тоа мора да го разрешуваме. За жал, има многу иселени места кои што многу тешко потоа луѓето ќе се вратат назад. Ама она што е во денешни размери зачувано, ние мора тоа да го развиваме. Така. Значи таму да донесеме и школо, и амбуланта, и градинка, и луѓето да бидат сигурни дека од тоа што ќе заработуваат, ќе имаат и напредок и да обстанат на своите живеалишта. Знаете, многу е важно целокупните наши сили да ги насочиме таму да се обстане на своето. Така. Да не се напуштат во ниеден случај повеќе овие региони каде што носат живот за граѓаните. Тие и произведуваат на граѓаните кои што не се занимаваат со земјоделие, со ситно производство. Тој производ им е неопходен на трпезите. Значи, ние ако не ги зачуваме тие граѓани кои што го обработуваат земјиштето, кои што произведуваат, како ќе опстанат градовите? Од кое производство? Значи, ќе се доведеме во ситуација да ја увезуваме целата храна. А ние имаме се во Република Македонија. Имаме идеални услови да произведеме, идеални услови да пласираме органски добри производи. Може да се занимаваме со квалитетни култури кои што ќе бидат застапени и на домашниот и на надворешниот пазар. Тоа се мора да се разрешува и ние го разрешуваме. Ние со нашите програми бевме спремни уште во февруари месец. Контурите на тие програми уште тогаш беа готови. Ова сега е надоградено, нешто подобрено, секогаш може да се подобри во програмата. Меѓутоа, генерално, кога се зборува за програма, ние како коалиција бевме спремни и секогаш сме спремни, заради тоа што технички постојано се надоградува таа програма за развој на Република Македонија. Планирате ли коалиција понатаму со сегашниот коалиционен партнер и останатите кои се делот за подобра Македонија? Нема причина да не коалицираме заради доброто на граѓаните. Ние веќе кажав уште во февруари месец бевме спремни и со наши прозаеднички програми да учествуваме на изборите, да презентираме на граѓаните што мислиме ние да направиме во наредниот период. Меѓутоа имате ситуација пак од друга страна каде што имаме опозиција која што со години не направила никаква програма. Не може да се дојде на власт. Јас тоа можам вака топло да го препорачам на опозицијата на СДСМ. Не може да се дојде на власт насилно, како што веќе со години неколку изборни циклуси прават вонредни избори да има, да немаат никаква програма, нивната програма да се базира исклучително на негација на се што е направено во Република Македонија. И најпоследнава политичка криза, наметнување на политичка криза врз база на недозволено снимени материјали, кои што се за жал длабоко веќе навлезени, значи во целокупниот живот во Република Македонија. И затоа кризата мора што побрзо да се разреши. Заради доброто на граѓаните. Ние формиравме и иако полемиката се уште стои за специјалното јавно обвинителство. Да ги разгледа тие случаи кои што
влегува во законот како недозволени. Самиот закон гласи недозволени материјали, што значи дека тие се и недозволено дојдени во рацете на опозицијата и недозволено искористени во рацете на опозицијата, презентирани и искористувани. Гледаме дека и на YouTube и на други програми не исклучително и директно да се злоупотребуваат од страна на тие што биле во посет на овие незаконски снимени материјали, илјадници во број. Ние не знаеме како се тие понатаму дистрибуирани. Сведоци сме дека се разделува и во текот на имањето на поделни личности им беа дадени во рака. Значи, целата таа искреирана состојба го креираше и специјалното јавно обвинителство, кое што има задача да истражи 35 случаи кои што му се дадени, што не значи дека може и да се прошири. Меѓутоа, тоа што е карактеристика и што го гледаме секојдневно е една тензија која што се создава, за жал, во Република Македонија, каде што Социјалдемократскиот сојуз настојува што повеќе да го искористи специјалното јавно обвинителство за своите потреби, како би можел да ја сруши оваа власт, меѓутоа без програма. Да се излезе да се критикува се и се што, меѓутоа да не се понуди излезно решение или да се понудуваат излезни решенија кои што се несоодветни за економскиот живот на оваа држава, нема да донесе за нив успех. Очекувате ли за крај фер кампања? Фер во секоја смисла на збор. Знаете, состојбата која што се наметна не ни дава простор за оптимизам. Иако коалицијата за подобра Македонија, ВМРО-ДПМН со своите коалициони партнери секогаш се залага за фер и демократски избори, таа нуди програма. Ние сите сакаме да го добиеме бојното поле во наводници, да се добие власта со програма. Да се добие власта со отворено презентирање на се што сакаме да постигнеме, ама врз база на програмски решенија. Во сите сфери, во финансиите, во вид на собирање на даноци, придонеси, што ги очекуваат малите и средни предпријатија, со каква програма сакаме ние да ги придобиеме како гласачи. Што да очекуваат земјоделците? Беше имагинација пред 10 години да се зборува за програми во областа на земјоделието. Не можевме ние да бидеме во земјоделието кој знае колку успешни со 5 милиона евра. Сега сме сведоци дека веќе во наредниот период ќе надминеме цифрата од 1 милијарда евра вложувања во земјоделието. Прогресот не може да дојде преку ноќ. Меѓутоа, доколку континуирано се вложува, доколку континуирано се прават програми за подобрување и на животот на земјоделците, доколку се прават програми за вработување, да ја донесете ситуацијата од 38% невработеност на 24%. Тоа го прифаќаат сите меѓународни институции дека е позитивно во Република Македонија. И тоа не е преку ноќ направено. Тоа е со системски, со повеќе програми во областа на вработувањето, во областа на социјалата, во областа на здравството, во областа на земјоделието, сите тие програми кои што треба да бидат презентирани кај обичниот граѓанин, треба да му влеат сигурност дека нашата политичка опција е подобра од другата. Сега, ако вие имате од другата страна партија и коалиција која што нема програма, нема што да понуди, нема проекти, туку се базира само на напаѓање на водечката коалиција, каде граѓанинот ќе заклучи која програма е подобра. Ние не видовме сите овие 10 години, не видовме никаква програма. Се базираше дека изборите се наместени, изборите се не ги прифатија изборите, дека има фантомски гласачки луѓе. Меѓутоа покажавме во изминатиот период Државната изборна комисија ги утврди листите
и укажа дека нема промена во избирачките списоци. Таа само ги размести. Тие што гласаат од диаспората ги стави на посебен список. Произлегоа некои 20.000 кои што во нив има и луѓе кои што не се пријавиле, промениле адреса. Имаме сведоци преку медиумите дека тие луѓе постојат, дека тие луѓе работат во Република Македонија. Вкрстувањето на сите тие списоци, сега очекувам повторно уште едно прочистување, ќе покаже дека многу малку може да се базираат на теоријата дека изборите се нелегални врз основа на тоа што има фантомски гласања. Тука ќе мора да заокружиме емисијата, повторно ќе ме поканиме или на дебата или на вака презентација на политичката програма, она што ќе следи сега во овој период и нас не очекува и вас и секако граѓаните. Се надевам дека успеавме да доловиме одредени видувања ваши и да ги доставиме до граѓаните од Североистокот. Ви благодарам што бевте наша гостинка. Благодарам и јас. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.